Денеска лажните вести се дел од јавниот политички дискурс. Значи не можеме да избегаме. Имаме неколку, би рекол, нивоа на продукција на лажни вести. Први, лажните вести се врзуваат со мејнстрим медиумите. Тие не ги продуцираат директно, туку ги пренесуваат најчесто или од официјалните владини представници и нивните PR експозитури. Кога велам PR експозитури, тие исто така функционираат на повеќе нивоа. Едно ниво е она што официјално го гледаме како соопштенија, пресконференции од владата и тука навистина се внимава и не се даваат толку лажни вести. Можеби има одредена политичка конотација која што може да произведи лажни заклучоци и се врзува со политичка пропаганда, но овие PR центри многу често продуцираат лажни вести надвор од матрицата на официјалните владени институции. Тесно се поврзани со, например, провладени портали и сега тоа можеме да го видиме и кај опозицијата, и таму има проопозицијски портали, и овие лажни вести се продуцираат од одреден центар, а потоа масовно се десеминираат преку системот на ботови и партиски членства или подржувачи кои што понатаму ги прошируваат овие лажни вести. Сме имале многу примери на вакви лажни вести, например, не знам, ако се сеќавате, ние досега и славевме неколку пати и неколку пати ни беше најавувано дека почнуваат преговорите за членство на Европската унија. И сега дали ова да го третираме како лажна вест или како одредена политичка информација која што треба да направи дисторзија на јавното мислење и е легитимна политичка пропаганда, ме разбирате. Меѓутоа, де факто таа информација не беше точна. Или денеска пак се зборува, не знам, почнавме преговори, а има две нивоа на почеток на преговори. Не е важно. Опозицијата исто така, например, креира вакви вести,